Купно 220 близнаци кои потекнуваат од Радовиш и населените места продефилираа по улиците на градот на одбележувањето на патрониот празник Свети Спасо Радовишки. Станува збор за второ дефиле што го организираше Центарот за култура Ацо Караманов на иницијатива на близнаците и нивните родители. Ги имаше од сите возрастни граници за да ја презентираат нивната љубов и поврзаност. Најмала возраст, бебиња, па до највозрастна категорија, пензионери близнаци. Мислам дека имаме вкупно 220 близнаци, парови, тројки, не знам четворка дали имаме. На наше огромно задоволство како Центар за култура, како град, како општина Радовиш, ова е еден посебен момент, посебна енергија, бидејќи близнаците, како што знаеме, се посебен феномен во нашето постоење. Меѓу учесниците беа Марија и Натка. Тие се пензионерки, но со задоволство ја прифатиле поканата да бидат дел од дефилето. Велат дека иако имаат повеќе браќа и сестри, сепак меѓу нив имала невообичаена поврзаност. Мажени во Радовиш, иначе сме од Оравица, од цело Радовиш. Незаменливо. Незаменливо. Судбини исто. Таа што ќе прекара и таа ќе прекара. Обавезно, чувствуваме. Обавезно. Ако не сме едно јајчини. Ние сме до јајчини. Не ти личиме. Ви има ли многу близнаци во Радовиш? Има. Има многу. Ама осеќаш се многу весело, храбар кога имаш близнак. И други сестра имам, и брат, сите ги сакам, ама баја незаменливо. Дека една без друга не можат и се поврзани, кажа и 17 годишните Елена и Гордана Зелеви. Зошто се одлучивте да бидете дел? Затоа што е наменета за нас. Поврзани ли сте како близнаци, како сестри? И тоа многу. По што ве разликуваат? Не разликуваат. Учите? Да. Каде? Словенија. Организаторите најавија дека до година ќе организираат дефиле на која ќе земаат учество близнаци од сите градови на Македонија.